Најави за денешните настани. Македонскиот јазик не е ничиј дијалект, тој е засебен јазик, порача експертите на семинарот по македонски јазик во Охрид. Технолошки камп за медиумска писменост, справување со дезинформации и лажни вести на Факултетот за туризам и угостителство во Охрид. Наместо во згради, потребни се инвестиции во хотели. Одбележани 80 години од формирањето на баталјонот Мирча Ацев. Повеќе од 250.000 војници загубила Русија од почетокот на војната со Украина. За најавените содржини ќе ве информираме во дневникот кој започнува повременската прогноза. Останете со нас. Трпе Инвест ви донесува метео на ТВМ. Во Охрид е сончево и многу топло време со температури над повеќегодишниот просек за овој период од годината. Максималната достигна 32 степени Целзиусови, а во текот на ноќта кон сабота ќе биде ведро и топло. Утре над британските острови на југ од Скандинавија умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд со ветар. Услови за локални врнежи во североисточните делови на Европа и локално на Балкан. На Балканскиот полуостров во сабота претежно сончево со локална облачност и топло. Локално во западните и југозападните делови, како делови од Босна и Херцеговина, Црна Гора, Косово и Албанија, локални врнежи од дожд и грмотевици. Локално и услови за појава на невреме. Максималните дневни температури утре на Балканот од 29 до 36 степени Целзиусови. Во Македонија во сабота сончево и многу топло време со слаб северен и североисточен ветер, а на југоисток од земјата слаб југоисточен ветер, минималните од 12 до 22, максималните дневни температури од 30 до 39 степени. Поради високите температури и високата вредност на УВ индексот утре и во следните денови се препорачува да се избегнува излегување на директно сончево зрачење од 10 до 17 часот и следење на препораките од лекарите за справување со топлотни брана. Во Охрид во сабота сончево и многу топло време со слаб североисточен ветер, утринската 18, дневната 32, а во недела и понеделник сончево и многу топло време. Минималните 19, односно 20, максималните 31 степен. Во вторник повторно сончево и топло време, утринската 20, а максималната дневна 31 степен. Со Бизон Полимакс секоја идеја станува реалност. Лепи, зацврстува, запечатува. Со Бизон Полимакс секоја идеја станува реалност. Бизон Полимакс. Бизон, екстремно мокни лепила. Професионален сервис за хемиско чистење на облека Хембој. Веќе 50 години со вас. Единствени во регионот работиме со dry cleaning или суво чистење. Не дозволувајте импровизации со вашата деликатна облека. Хембој работи по сите европски сертификати и стандарди со најсовремени машини и методи за dry cleaning, односно суво чистење, она што го бара производителот на вашата облека за правилно одржување на истата. Вршиме услуги за водено перење на кебиња, постелнини, јоргани, наддушеци и прекривки. Традиција и квалитет веќе 50 години. Хемиско чистење Хембој. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава,
одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Beckament, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и DeWalt. Кармен Бауцентар на улица Железничка. Витаминка, вистинскиот вкус на ова лето. Ново лето, нова доза промоции, забава и највкусни Витаминка производи како дел од летните промоции на Тамаро и Супер Радио. Ова лето, подгответе се за Витаминка Челендж, промоции и презентации пред најголемите Тамаро маркети и секојдневни награди на Супер Радио. И ова лето, Витаминка го носи вистинскиот летен вкус. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ телевизија. Македонскиот јазик не е ничи дијалект, тој е засебен, идентичен јазик и не може да биде прашање, порачаа експертите на семинарот по македонски јазик што се одржува во Охрид. Неспорен факт е дека има негирање и напади, но клучно е дека и странските македонисти и слависти ја потврдуваат вистината. Токму затоа денес македонскиот збор се слуша на сите континенти, вели научната фела. Македонскиот јазик не е дијалект, тој е засебен идентичен јазик и не може да биде прашање, порачаа експертите на семинарот по македонски јазик што се одржува во Охрид. Ние сме должни да го чуваме нашиот јазик, затоа што тој е нашиот идентитет и аманет од нашите предци и културни дејци, велат македонистите. Неспорен факт е дека има негирања и напади, но клучно е дека странските македонисти и слависти ја потврдуваат вистината. Токму затоа, денес македонскиот збор се слуша на сите континенти, вели научната фела. Да има толку многу докази дека не е дијалект на нечи јазик, ова е еден од начините во таа, да речем, долгогодишна борба, меѓутоа на вистина сите овие настани се на страната на македонскиот јазик. Не треба да не загрижуваат надворешните негирања, треба да се спротиставиме со факти. Имаме велелепна литература, но потребно е повеќе да вложуваме во нашиот јазик, велат експертите. Ние да вложуваме во нашето изучување, односно во нашето зборување, говорење точно, течно, убаво, прецизно, така, зашто само на тој начин се развива македонскиот јазик, оди во некое повисоко ниво и така натаму. Така што ние треба да бидеме чувари на јазик. Професорот Макеј Кавка од Универзитетот во Краков, кој го превел Ацо Шопов, вели македонскиот јазик е засебен јазик и тоа е потврдено со безброј научни дела и докази и никој не може и не смее да го негира. Јазикот не може да се штити со политиката. Јазикот може да се штити само со истражување. Да се докаже вредност на јазикот со истражување, со дела. Нема смисла да се негира јазик. Како може да се негира јазик кој постои? Во изминативе 56 години над 4000 студенти, професори, лингвисти од сите континенти кои изучувале македонскиот јазик на летната школа на меѓународниот семинар за македонски јазик при УКИМ. Утре започнува првото издание на големата промотивно-спортска манифестација Охрид Water Festival, уникатен фестивал на водени спортови, кој обединува 17 настани и сите клубови и здруженија кои третираат спортови на вода во Охрид и пошироко. Фестивалот е под покровителство на општина Охрид. Програмата на првото издание на Охрид Water Festival започнува утре, 19 август, со пливачкиот митинг кој ќе се одржи на базенот Атина Бојаджи во организација на пливачкиот клуб Аква Спирит од Охрид. Митингот е предвиден како еднодневен настан во два дела, утрински и попладневен. Истиот ден во предпладневните часови на Охридското езеро ќе се одржи меѓународната Охридска веслачка регата во организација на веслачкиот клуб Горица Ремо. Ќе се весла на потегот од Горица 1 до островчето пред Хотел Палас во должина од 1000 метри. Ке учествуваат веслачи од Македонија, Србија и Бугарија.
Во недела 20 август ќе се одржи 23-та меѓународна илинденска регата во кајак и кану на мирни води Охрид 2023. Учесници се клубови од Полска, Словенија, Хрватска, Грција, Кипар, Србија и Македонија. Регатата во кајак и кану на мирни води е на патеката Мазија, Хотел Палас, Хотел Су, со почеток во 8:30 часот. Втората содржина на вториот ден од фестивалот е триатлонот 3D дисциплини струга со почеток во 9 часот. Пливачкиот сегмент ќе биде во езерото на обележана патека, а исто така и велосипедскиот и делот за трчање ќе бидат на претходно обележани патеки на крајбрежјето. Има категории за сите возрасти и нивоа на подготвеност. Стартот и целта ќе бидат пред Меѓународниот универзитет Струга. Во понеделник, 21 август, предвидени се повеќе настани. Во 7:30 часот, суп јога. Учесниците ќе практикуваат јога и техники на дишење на стабилна даска за веслање укотвени на пловечка платформа специјално наменета за вежбање јога на вода. Потоа прва регата во едрење околу Охридското езеро во организација на Сдруженијето за спортско едрење Меч Рейс клуб од Охрид. Регатното поле ќе биде поставено во правец Охрид, Свети Наум, Струга, Охрид. Најзабавниот настан на базенот при спортско-рекреативниот центар Билјанини извори ова лето ќе бидат водените лудории, посочуваат организаторите. Водените лудории започнуваат во 16 часот, а учество ќе земат екипи од најреномираните компании во градов. Социјално-едукативната програма, која вклучува низа интересни и забавни содржини кои ќе го привлечат вниманието на публиката, започнува во понеделник, 21 август, со концерт на поп-пејачот Ѓоко Танески на платото пред Хотел Палас во 20 часот. Медиумската писменост е најсилното оружје против дезинформацијата. Моќна алатка се и вештините за препознавање на лажните вести. Споделување најдобри практики за медиумска писменост во образованието, препознавање и исправување со дезинформациите и лажните вести, како и стекнување основи по прашањето на сајбербезбедноста се главните теми на технолошкиот камп, што во организација на Центарот за иновација и дигитална едукација Дигет од Скопје, амбасадата на САД во Скопје и тимот на Тех кампот на Стейт департментот на САД, деновиве се одржува во Охрид. 40 наставници и 8 ментори од САД, Обединетото кралство, Грузија и од земјава деновиве во Охрид учествуваат на технолошкиот камп во организација на Центарот за иновација и дигитална едукација Дигет од Скопје, амбасадата на САД во Македонија и тимот на Тех камп на Стейт департментот на САД. Тие споделуваат најдобри практики за медиумска писменост во образованието, препознавање и исправување со дезинформациите и лажните вести, стекнување основи по прашањето на сајбербезбедноста и како и овие знаења да се имплементираат во самиот процес на образованието. Джесика Мекју, постар програмски менаџер на тренинг кампот, истакна дека еден од најдобрите начини за справување со дезинформацијата е луѓето да развиваат вештини за нивно препознавање и стекнување медиумска писменост. Our workshop, we include activities to fulfill. На нашите обуки работиме на зајакнување лични вештини и капацитети преку тренинг сесии, наставниците да се запознаат со самата обука. Следуваат вежби и процес на препознавање на предизвиците, како и презентирање идеи и проекти што би можеле да бидат корисни во справувањето со дезинформациите, а за што се предвидени и мали грантови. Со нив наставниците ќе научат за предизвиците и за начините како да се справуваат со нив, како и да изнајдат проекти што би биле интересни и релевантни за нашата средина. Преку вмрежување и меѓусебно запознавање, учесниците ќе можат да работат на теми од нивен интерес, поддржано од домашни и странски експерти од овие области. Мекју појасни дека целна група на односната обука се наставниците од сите предметни области во основното образование, кои се заинтересирани за инкорпорирање на технологијата и вештините за медиумска писменост во нивната наставна практика. Нејзиниот колега Нолан Херин истакна дека тренерите кои го водат кампот одржуваат предавања за искуствата и практиките по прашање од областа на сајбербезбедноста, вештачката интелигенција и глобалното прашање, прашањето на дигиталната писменост. Disinformation is an ever-growing problem. And
Дезинформацијата е проблем кој расте од ден во ден. Имаме спроведено повеќе слични кампови низ повеќе земји, но ова е прв од ваков тип, на кој целна група се наставници. Вообичаено работиме со новинари, овој пат работиме со едукатори, кои би им помогнале на наставниците на начин што би им дале алатки, што би им ги пренеле на учениците, како би ги препознале дезинформациите и би се справиле со истите. 7 практични работилници со кои се поврзуваат ментори од приватниот сектор, академијата и невладините организации со македонските едукатори се дел од овој камп. Учесниците на кампот работат во мали групи за да развијат практични, иновативни решенија кои ќе се поврзани со најновите трендови и практики во образованието за медиумска писменост, борба со дезинформациите и лажните вести, како и основите на сајбер безбедноста. Хотелската асоциација предлага стратегија наместо урбанистички туристички развој на Охрид и Струга. Потребни се инвестиции во современи хотели. На брегот на Охридското езеро има околу 40.000 станови кои се реиздаваат и создаваат сива економија. Наместо стамбени објекти со викенд станови и апартмани, на брегот на Охридското езеро потребно е да се инвестира во хотелски капацитети, велат од Хотелската асоциација. Според слободните проценки, во Охрид и Струга има околу 40.000 викенд станови, кои поголемиот дел од годината зјаат празни. Во лето преполни со туристи, се издаваат и реиздаваат, создаваат сива економија во туризмот. Според Хотам, наспроти урбанистички, потребна е стратегија за туристички развој. Немаме чист и јасен закон. Нема туристичка полиција, нема многу работи ни фалат во туризмот. Значи луѓето секогаш и секаде имаат право да купат станови, но што имаат право да кое е правото и како може да го издаваат тој стан, нели секоја држава има посебни закони. Кај едноставно ги немаме тие или ако ги има не се почитувани. Големиот број викенд станови во Охрид и Струга креираат масовен туризам во екот на туристичката сезона, но и голем број инфраструктурни проблеми. Тие 2 месеци доаѓа да живеат малтене тука во тие станови кои се направи. Назад нема од тоа. Значи стратегијата се прави долгорочно и треба да се види што од тука натаму. Значи мораме да направиме еден стратешки план и кој би бил долгорочен, не да кажеме до година ќе имаме ова или тоа, не, него следните 5 години го правиме тој план и го правиме оваа дестинација да биде самоодржлива. Голем број од собствениците ги издаваат викенд становите и апартманите без да се регистрирани за таа дејност. Гостите остануваат неевидентирани и не плаќаат туристичка такса. Одбележани 80 години од формирањето на првата организирана воена формација, баталјонот Мирче Ацев, 18 август, ден кој се слави и како празник на армијата на Република Македонија. Со пригодна свеченост и полагање свежо цвеќе пред споменикот на Славе и планина во општина Дебарца се одбележа 80 годишнината од формирањето на баталјонот Мирче Ацев, првата регуларна воена единица во Македонија во народно-ослободителната борба, по која 18 август е прогласен за Ден на армијата. Денешниот ден е и ден во кој не смееме да ги заборавиме сите оние кои загинаа и кои ги положија животите за својата татковина Македонија. Вечно нека се памети нивниот пример за тоа како се сака и како се брани сопствената земја. Од мое лично име и од името на граѓаните на општина Дебарца, на сите припадници на армијата, им го честитам 18 август, денот на македонската армија, порача градоначалникот на општина Дебарца Зоран Ногачевски. За значењето на историскиот настан зборуваше председателот на Сојузот на борци од Народно-ослободителната антифашистичка војна на Македонија од Охрид и Дебарца Гоце Ѓоргиевски. Свеченоста беше во организација на Општинската организација на Сојузот на борци од НОАВМ 1941-1945 и граѓаните продолжувачи во општините Охрид и Дебарца. По повод денот на македонската армија 18 август, вчера во Младинскиот центар во Охрид се одржа трибина во соработка со Сдруженијето на ветерани од одбраната и безбедноста од Охрид. На трибината имаше проекција на видеозапис од формирањето на АРМ на првата заклетва на војници во касарната Михајло Апостолски во Охрид. Младинскиот центар Охрид во соработка со Сдруженијето на ветерани од одбраната и безбедноста Охрид
организираше трибина по повод денот на Арама 18 август. На трибината говореа генерал Филип Котели за формирањето на Арама, полковник Павле Момировски за формирањето на 6-та пешадиска бригада од Охрид, поручник Наумче Милошевски за обезбедување на државната граница и преземање на караулата, како и за формирање на граничните единици, полковник Кемо Ѓозо за интегрирање на припадниците на ЈНА во Арама, а полковник Добре Велјановски за формирањето на првата единица во касарната Охрид. Присутните ја посетија и спомен собата на 6-та македонска народно-ослободителна бригада, а се одржа и проекција на видеозапис од формирањето на Арама, првата заклетва на војници во касарната Михајло Апостолски во Охрид. Станува збор за еден навистина редок видеозапис за тоа како изгледаше Охридската касарна каде во 1992 година свечена заклетва обврска дадоа војниците регрути од првата генерација на Арама, како и првиот регрут припадник на армијата на Република Македонија Панче Јамандиев од тогашен Тито Велес. Тој бил првиот војник на новата македонска армија кој војниот рок го започнал во Охридскиот гарнизон, а бил дочекан од првиот командант на гарнизонот на Арама во Охрид, полковникот Јосип Хајба. Тогаш покрај министерот за одбрана на Република Македонија Трајан Гоцевски присуствува и началникот на генерал-штабот на Арама, генерал подполковник Митре Арсовски, командантот на корпусот полковник Панде Петровски, пратеници од македонскиот парламент од Охрид и Струга, представници на Сојузот на борците на народно-ослободителната борба, представници од полицијата и другите државни органи, како и бројни граѓани и роднини на војниците. Пред свечената заклетва рапорт на министерот Гоцевски му предал командирот на касарската стража на Охридскиот гарнизон, капетан Зоран Костовски. Видеозаписот е направен од снимателот и видеохроничар Симон Карамешиновски. Со дефиле на учесниците од културно-уметничките друштва, годинешни учесници од земјава и странство, синоќа официјално започна 13-тото издание на Фестивалот на народна култура Пображење во Вевчани. Стартуваше 13-тиот поред фестивал на народна култура Пображење во Вевчани. Синоќа со дефиле по улиците, Вевчани пулсираше во духот на народната култура и традиција. Ден предходно на различни локации низ општината, децата од ликовното студио Свети Кирил и Методи од Битола сликаа, бројните посетители вечерта може да уживаат во нивните уметнички творби на изложбата насловена Народната култура во Вевчани, инспирација за младите ликовни уметници. На просторот пред мултикултурниот центар посетителите имаа можност преку ревијата на народни носи и песни ора од Леринско поле насловена Моштенки на Филип Јаковлевски да се запознаат со етнолошкото богатство на овој крај. И годинава на фестивалот учествуваат ансамбли од земјата и странство, истакна Тошо Чочоровски, директор на фестивалот. И оваа година се потрудивме да обезбедиме содржинска програма на нашиот фестивал каква доликува на Вевчани и на нашата држава. Се трудевме фестивалот да се ја задржи својата автентичност, разноликост и посебност, при што во иднина уште повеќе ќе работиме во таа насока. Не радува што интересот за фестивалот од година во година е се поголем, истакна Чочоровски. Фестивалот Пображење покрај за зачувување на македонското етнолошко и културно богатство има за цел да ги поттикне културно-уметничките друштва да го истражуваат македонскиот фолклор, а за ансамблот кој најдобро ќе го презентира културното богатство е резервирана плакетата Чувари на изворната традиција. Вечерва на програмата е дефиле на учесниците и нивните настапи, а фестивалските денови завршуваат утре на празникот Преображение со концерт на ансамблот Македонија од Скопје. Следуваат вестите од светот. Генерал-штабот на украинските вооружени сили денес извести дека Русија изгубила 256.510 војници во Украина од почетокот на инвазијата на 24 февруари минатата година. Оваа бројка вклучува 460 жртви, што ги претрпеа руските сили само во минатиот ден, се вели во извештајот. Според извештајот, Русија изгубила и 4332 тенкови, 8410 оклопни борбени возила, 7658 возила и цистерни со гориво, 5193 артилериски системи, 714 повеќе ракетни системи, 486 системи за противвоздушна одбрана, 315 авиони, 316 хеликоптери и 4276 беспилотни летала.
Силен земјотрес со јачина од 6,3 степени по Рихтер синоќа го погоди главниот град на Колумбија Богота, а жена која скокнала од прозорец загинала за време на земјотресот, соопшти Геолошкиот институт денес. Трагедијата се случила во југоисточниот дел на главниот град, каде жена скокнала од 10-ти кат за време на земјотресот, најверојатно од страв, изјави градоначалничката Клаудија Лопес. Нема извештај за поголема материјална штета од земјотресот кој Колумбискиот национален геолошки институт го процени на 6,1 степен, информира Reuters. Светската здравствена организација и американските здравствени власти објавија дека внимателно ја следат новата варијанта на вирусот COVID-19, иако можните последици од бројните мутации BA286 се уште се непознати. СЗО одлучи да класифицира новата варијанта во групата варијанти под надзор поради многу големиот број, повеќе од 30 генски мутации кои ги носи, пишува СЗО во епидемиолошкиот извештај за пандемијата од COVID-19 објавена во петокот вечерта. Новата верзија досега е пронајдена во Израел, Данска и САД. Можните последици од мутациите на BA286 се уште не се познати и се предмет на темелна анализа, велат од организацијата. До 13 август годинава ширум светот пријавени се повеќе од 769 милиони потврдени случаи на COVID-19 и повеќе од 6,9 милиони смртни случаи. Вистинскиот број заразени и починати се смета дека е многу поголем, бидејќи многу случаи не се пријавени. Во судир на 2 трамваи во центарот на Лисабон полесно се повредени 13 лица, меѓу кои неколку туристи и 3 деца, соопшти етните служби, јавуваат локалните медиуми. Меѓу повредените патници има 2 французи, 2 чеси, американец, италијанец и шпанец, изјавил за агенцијата Луса извор од противпожарната бригада во Лисабон. 8 патници се повредени и се пренесени во болница, соопштили од брзата помош, објави францускиот весник Фигаро. Го завршуваме првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам на вниманието со кое не следевте. Пријатно.